Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојата гостинка, Тона Карева Талеска од Хелсиншки комитет. Најпрво за информацијата која има Телевизија 24, 8-дневен притвор за Раде Ристовски, тој е дел од обезбедувањето на премиерот Мицкоски. Ја притепал сопствената сопруга, инаку докторка, собственичка на ординација. Добар ден, фала на поканата. Мислам дека е многу значајна тема да поразговараме повторно на оваа тема. Ова за мене е само уште еден случај на семејно насилство за кое што сега јавноста ќе посведочи, затоа што станува збор за некој кој што е, да речеме, од интерес на јавноста, затоа што е поврзан со политичарите. Но во овој дел морам да истакнам дека сигурно сум, затоа што ќе биде мета на обсервација на медиумите и на јавноста, дека и институциите ќе постапат и доволно добро и согласно законите. Постапиле сега. Да, мислам сакам да кажам дека сигурно ќе постапат затоа што јавноста ќе има увид во овој предмет. Но постојат многу предмети и многу случаи на семејно насилство каде што институциите нема да постапат соодветно, јавноста нема да биде запознаена или поради притисокот, да речеме, нели, од јавноста и тоа дали ќе биде медиумите ќе информираат или не, некој ќе го загуби животот, како последните фемициди што се случија овие 2 години, каде што сите случаи на фемициди во овие последни 2 години беа случаи на пријавувано семејно насилство, што исто така многу значајно да биде истакнато. Еве бројките околу фемицид за кои говориме постојано во Телевизија 24 на дебатите, Македонија е трета во Европа по бројот на извршен фемицид. Убиства на жени, најмногу од нивните партнери. Извештај на Евростат и клучна причина, ако се видат сите податоци, државата практично не ги штити жените. Тоа е клучната порака и клучната причина зошто се случува фемицид. И последниот случај со мајката која заедно со детето го изгубија својот живот, одбра, односно мајката да го изгубат својот живот заради тоа што беше невозможно да се издржи тоа насилство, тој притисок од насилството. Во тој случај, со години. Точно, во тој случај практично може да го видиме целото непостапување на институциите, од каде што и морам да кажам дека институциите пројавија иницијатива да ние повторно промениме дел од законите и да ги да речам да утврдиме некои работи кои што не биле утврдени, што секако е во ред и ние лично, мислам, ние учествуваме во работната група, вклучени сме во однос на измената на законите и сето тоа е во ред, но тоа е најлесниот начин и тоа е најевтиниот начин, да речем, кој што државата го прави секогаш кога ќе се случи некој трагичен настан и кој што има последици како што е загуба на човечки живот, затоа што мајката со своето дете е квалификувана како фемицид. Видовме дека кривичниот суд и органите на прогон и обвинителството постапија многу итно во однос на таа постапка, се водат постапки во однос на полициските службеници, најверојатно и за обработените во центрите за социјални работи, кои што биле вклучени во дел на тој случај, но сакам да кажам дека ние пристапивме мислам, во секој случај е добро што институциите се разбудија со гледа дека нешто мора да се направи во овој дел, па така се пристапуваме кон измена на некои закони, до утврдување на некои работи, што секако е за пофалба и во ред, секогаш може да ги подобриме законите, но ние сметаме дека и до сега постоеле закони кои што давале како добра можност да институциите постапуваат и да институциите изрекуваат итни мерки, особено кога станува збор за Министерството за внатрешни работи, затоа што Министерството за внатрешни работи во овие месеци и пол-два, од кога се случи трагичниот настан, има изречено итни мерки повеќе од било кога претходно. Значи, претходно итните мерки, односно отстранување на сторителот од домот, кој што им стои на располагање согласно законот, е нешто што не се правеше. Па сега они сметаат дека треба доуредување на тоа да се направи во законот и тоа ќе се направи, не е проблем, но сепак гледаме дека и без доуредувањето они во овој период може да изрекуваат таа мерка и ја изрекуваат таа мерка, така да слабости системот има секако. Но треба да се спроведуваат. Тоа беше и главниот проблем.
жената може би ќе пријави соседите, семејството, како во случајот го кажа веќе со Ивана и малата Катија, но што се случуваше подоцна? Тие беа испраќани дома, наместо по службена должност, институциите, односно да бидеме прецизни, службените лица кои имаат име и презиме, а кои институциите ги штитат, значи пак и тие луѓе кои ги штитат имаат име и презиме, тие не постапуваат веднаш да биде не само отстранет тој човек, туку и да заврши во притвор. Точно, затоа што тоа значи заштита на жените и заштита на нивните животи. Работата која што ја работат и полициските службеници и представниците, односно службениците во центрите за социјална работница, социјалните работници, е многу одговорно. И сега тука нивната одговорност не е само да речем на хартија, тука е одговорност која што значи спасување на човечки животи, значи навремено постапување. Ние соработуваме како невладна организација, соработуваме секако со институциите, но и даваме бесплатна правна помош по ИО, тука ги знаеме и предизвиците со кои што се соочуваат институциите од една страна, но го знаеме и искуството на жртвите кои што се охрабриле да пријават насилство од друга страна. И сега нас не се јасни сите предизвици со кои што институциите се соочуваат, но доколку сакаме да зборуваме за тоа дека ова е важно прашање кое што нели така се промовираше во последниот период, дека тоа е едно важно прашање на кое што треба да се посвети внимание, тогаш мораме да посветиме внимание и финансиски, затоа што без финансиски импликации, без навистина да одвоиме финансиска ставка доволно за да ги обслужи и да ги задоволи сите потребни недостатоци на капацитети, човечки капацитети кои што ги имаат институциите, но и капацитети во смисла градење на капацитети во смисла на обуки, континуирани обуки кои што ќе им бидат обезбедени на службениците. Од МВР, од социјалните работници, точно. Не се само МВР, службениците проблем. И социјалните работници секако, да. И представниците на здравствените институции исто така, затоа што и тие имаат голема улога во тоа да... По службена должност мора да пријават. Точно, и да го препознаат, што исто така значајно да се истакне. Иако може би нема да признае жртвата, но тие ќе препознаат дека станува збор за насилство. А во овој дел мора да сме свесни дека и мора да се одвојат доволно финански средства за сите специализирани сервиси. Затоа што без сервиси за поддршка и заштита на жртвите, тогаш ние не може да зборуваме за ефикасен систем на заштита. И тогаш само зборуваме за нешто што ќе го смениме законот, ќе го напредиме и тоа ќе биде тоа. Јас морам да истакнам дека ние имавме обуки после донесување на новиот закон за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство. Една година беше законот на сила. Имавме обуки на ниво на сите СВР, каде што зборувавме со инспектори за тоа нели дали го имаат прочитано законот, односно дали се запознаени со законот и државме обука во смисла што законот на нив им нуди како можност за постапување. Јас можам да гарантирам и да ви кажам, затоа што бев присутна на сите обуки, дека ниту еден инспектор го немаше прочитано воопшто законот. И на надзорната расправа што беше во собранието тој го истакнав како прашање кое што е многу значајно, затоа што не е доволно ние само да го напредиме текстот на законот, ако тој закон после тоа не го прочита, не се запознаат со него и не го имплементираме како што треба, затоа што после тоа ништо не сме направиле суштински, него сме направиле само нешто за да кажеме дека сме трагичниот настан, не донел некоја промена, не разбудил свеста за постапувањето во овој дел. Тоа се европските реформи на кои се инсистира само да поминуваат закони, но како ќе се спроведат, тоа не е важно, односно воопшто не се спроведуваат според ова што го кажуваат. Еве ги бројките. Загрижувачки размери се во прашање. Расте бројот на жртви на семејно насилство. Кога велам жртви, не е само фемицидот. Фемицидот се разбира крајниот, најекстремниот стадиум. 2026 година, 15 случаи, тоа во првите 4 месеци. Сега сме мај. Значи, 2025 година имаме 18 случаи целата година. И покрај говорењето, еве случајот со Ивана, со господјата која го однесе во смрт и сопственото дете, не ги разбуди ниту граѓаните, насилниците, да бидам прецизна, ниту пак институциите.
заради тоа што Ние претпоставувам секојдневно гледаме пораст на бројките и пораст на бројките кои што се евидентираат. Да. Сега морам да стекнам и во овој дел. Зошто во медиумите и во билтените на полициските службеници ние на полицијата може да забележиме зголемен број на пријавени. Тоа е затоа што моментално пријавите после притисокот на јавноста и после она што ние го зборуваме толку години, ги заведуваат, почнуваат пријавите и ги заведуваат како пријави за семејно насилство, а не како поплаки за семејно насилство, што е исто така многу значајно да се истакне, затоа што тоа е еден од најголемите проблеми кога станува збор за Министерството за внатрешни работи, каде што голем дел од жртвите кога ќе се обратат таму, нивните пријави не беа заверувани како пријави, беа заверувани само како поплаки, па оттука нели нема начин понатаму да се постапат, да речеме и обвинителството, па да се води кривична постапка и така натаму доколку има основи за тоа. Од друга страна па центрите за социјални работи, па и полицијата би рекла, и двете се некои од тие кои што судат во смисла на тоа дали некој ќе се смири или нема да се смири со партнерот, па дали имаат основ они да постапат во оваа ситуација, дали да вложат напор да си исполнат задачата, односно постапката која што треба да ја исполнат. Јас секогаш велам дека кога зборуваме за професионалци кои што треба да ја обезбедат заштита на жртвата, мора да зборуваме за едно професионално однесување. И однесување каде што личните стереотипи, ставови, мислења ќе бидат тргнати и балканскиот менталитет ќе бидат тргнати на страна и ќе се фокусираме на она што треба професионално да го сработиме, законски да го сработиме, за да биде соодветна заштитата која што ќе биде пружена на една жртва која што се охрабрила да пријави. Затоа што бројот на жени кои што и не пријавуваат е исто така многу голем. Кај вас доаѓаат во Хелсиншки комитет жени кои пријавуваат насилство, но велат дека не пријавиле во соодветните надлежните институции. Кај нас доаѓаат и жени и севуваат жени кои што само севуваат да се информираат, да прашаат дали тоа што им се случува е насилство, каква е постапката за развод затоа што живеат во насилна средина. Ама најголем дел од тие жени, да речеме во просек од 10 јавувања, 2 жени само ќе пријават насилство пред институциите и ќе водат постапка за заштита од семејно насилство и родово базирано насилство. А останатите 8 жени нема да го направат тоа и можеби ќе се јават повторно и многу често овие жени воопшто не сакаат да останат анонимни, воопшто не кажуваат лични податоци, име, телефонски број, воопшто сада они се почувствуваат сигурни, да речам, што ние тоа го дозволуваме затоа што сакаме да градиме доверба со странките кои што доаѓаат кај нас, макар и да е тоа, да речам, нели само да им ја објасниме каква е постапката, што може да се случи, што да очекуваат, па доколку се охрабрат, нели секако ги охрабруваме повторно да се јават за да може да им помогнеме. Велите за какво насилство станува збор, тие имаат дилема. Не знаат ли што е насилство? Дури и физичко не се свесни, иако и вербалното, психичкото малтретирање е еднакво насилство. Законот дозволува, законот го предвидува и родово базираното насилство. И родово базираното насилство е многу пошироко од семејното насилство. Иако морам да кажам дека во однос на семејното насилство, да, многу повеќе им е јасно во смисла на тоа и знаат институциите, нели кога станува збор за брачни партнери, за семејства кои што живеат заедно и насилството кога е внатре во семејството, тоа ќе им е многу полесно да постапуваат и да се свесни дека тоа е семејно насилство и дека може да постапуваат согласно законот. Но се случува да има случаи на родово базирано насилство, тука се, значи, психичкото насилство и сексуалното вознемирување и демнењето, и сексуалното насилство, и економското насилство. Овие насилства и не можам да кажам дека се толку препознатливи од страна на институциите, затоа што, например, нас не се случило пример да одиме во Центарот за социјална работа, да пријавиме демнење, за кое што исто така има основ Центарот да постапува согласно законот, и вознемирување по пат на социјални мрежи и они нас да не кажат, ма немам јас основ да постапувам. Сега ние треба да објаснуваме базични работи, кои што нели секако они се професионалците кои што тоа на нас, да речеме, би требало да ни го објаснат и да го знаат. И правите ли обуки на тие така наречени професионалци? Да, правиме обуки. И што е резултатот ова? Па резултатот е затоа што обуките, видите, обуките ние што ги спроведуваме се проектно финансирани обуки. Тоа значи дека не се континуирани обуки. Тоа значи дека ние правиме обука сега,
на една тема, наместо државата ги продолжи по тоа ми беше целта. Значи целта е да има континуирани обуки кои што ќе бидат системски, кои што ќе се знае, нели, тематски, полека да се работи на сите теми кои што треба бидат опатени. Затоа што нашата работа е проектно заснована. Работа, финансиите ни се тие ограничени, но државата мора да има сериозни Точно, и токму тоа и беше истакнато од Заводот за социјални дејности на надзорната расправа во Собранието, каде што самиот Завод за социјални дејности рече дека повеќе од 80% од обуките кои што ги спроведуваат за давателите на социјални услуги ги спроведуваат врз основа на соработки со невладини организации. Дека заради недостаток на финансии имаат проблем со спроведување на обуки, што е базична нивна работа и што тука можеме да се гледаме заинтересираноста на државата, на вистина да ова прашање го стави на важно политичко и приоритетно место. Да. Тие луѓе конечно имаат соодветно образование, би требало да знаат и да препознаат насилство. Дополнителни обуки се секогаш добре дојдени, но базата, основата тие ја имаат по образование. И проблемот останува што не се одземаат децата како во случајот со малата Катја, кога институциите, социјалните работници, службите, кои се со име и презиме, кои го работеле тој предмет, и МВР заедно со МВР тие требале да донесат, претпоставувам социјалните служби се разбира крајната, клучната инстанца, да го одземат тоа дете за да не заврши во смрт. Видете, ние кога зборуваме за заштита на деца кои што се дали директни жртви на семено насилство или индиректни жртви со самото тоа што сведочат насилство врз нивните родители од страна на друг близок партнер, татко или како и да е, нели, друг член на семејството. Тука имаме сериозен проблем на заштита на децата и на тоа како институциите постапуваат или треба да постапат во овој дел. Па нас, например, не се случуваат случаи да жртва на семено насилство пријавила во центрите за социјални работи, каде што нејзиното дете е индиректна жртва на семено насилство, кој што секако има последици од самото тоа што го сведочи насилството, и потоа Центарот за социјални работи изрекува мерки за заштита од насилство и против мајката, која што е жртва на семено насилство, и против таткото, затоа што правеле насилство врз детето со тоа што го инволвирале во нивните односи. Детето, ако е индиректна жртва на насилство, жртвата на насилство, односно мајката, не може да го инволвира во односите, тоа индиректно го гледа насилството. Така да ние имаме и такви случаи каде што навистина им се даваат епитети на насилници, на жртви на насилство, кое што е навистина особен проблем кога станува збор за заштита на децата. Во демократските развиените земји, кога сме кај фемицид, случајот со Ивана и со малата Катја, во демократските земји фемицид е ставен во закон. Значи терминот фемицид. И казните се дури и поголеми кога станува збор за убиство на жена. Кај нас не е експлицитно ставен терминот фемицид. И вие се борите како Хелсиншки комитет. Да, точно имаме квалификаторен облик на убиството, што е напредок чекор напред во однос на легислативата, и имаат основ да постапуваат моментално институциите, затоа што претходно нели имавме ситуација каде што и тоа не беше внесено, па навистина имавме проблем затоа што воопшто не беше ни препознаено. Сега не можеме да кажеме дека кривичниот законник не го препознава, ама не го дефинира како таков. И добра е промената, затоа што секогаш велам кога зборуваме за убиство на жена, треба да зборуваме дека е тоа фемицид, затоа што терминот како таков треба и мора да го користиме, затоа што е особено значаен. Заради тоа што тоа постојано има дебати, секогаш го прашувам на дебатите во оваа телевизија, во анализа особено, да објасните зашто има дилеми во јавноста, дури и луѓе кои се образовани на социјалните мрежи можам да видам дилеми и нејасноти и неразбирање зошто е важно да се каже фемицид, заради тоа што убиството е направено, сторено токму заради тоа што е жена. Да, дефиницијата на фемицид е таква, убиство на жена заради тоа што е жена. И токму затоа произлегува тежината на ова кривично дело, токму затоа и законската, односно казнената политика е построга во смисла или на обично да речеме убиство и е предвидена како квалификаторен облик. Да.
Еве, ревизорскиот извештај на 2 декември објавен, вели за 5 години има 33 убиства во семејно насилство, значи фемициди има, а мораме да кажеме дека ова се убиства кои можеби не биле препознаени како фемициди, не ова, него останатите на тоа, мислам, се извинувам. Ние, како Хелсиншки комитет, заедно со националната мрежа и со ОПСЕ, во партнерство со ОПСЕ, ја имаме, моментално работиме на платформа на фемициди, Femicide Watch, каде што во суштина тоа треба да е платформа каде што ќе можеме да извадиме вистинска статистика за последните години во смисла на фемициди, каде што ги правиме анализи на сите предмети во судовите, не само на фемициди кои што нели завршиле со убиство на жена, но и на сите обиди за убиство, па согледуваме дали тие обиди за убиство се уствари можеме да ги квалификуваме како фемициди, затоа што се во многу поголем број. Морам да истакнам дека се многу сурови, многу се пресудите се и предметите се многу нечовечни, да речам, навистина е свирепо тоа што им се случува на жените и тоа вака можеби од страна, нели, кога некој не го живее тоа, личи дека ние зборуваме за некој апстрактна работа, затоа што е многу лесно да поидеме од нашата привилегирана позиција и од позицијата на тоа што нас не се случува. Ама јас сметам дека секојаш треба да поаѓаме тоа што на некој може да му се случи, што на некој му се случува, не поаѓајќи од себе, затоа што јас многу се надевам дека сите ќе бидат заштитени и сите ќе поаѓаат од таа привилегирана позиција да не живеат во насилство, но мора да поаѓаме од околностите во општеството и да се соочиме со реалноста дека да имаме сериозен проблем, имаме зголемен број на насилство во вршени во нашата држава и дека имаме институции кои што не постапуваат. И тоа мора да го кажеме јасно и гласно, колку и на нас да не ни се допаѓа на никој од нас тоа да биде реалноста со која што се соочиме. Затоа што ние без да се соочиме со проблемот, ние не може да бараме решение ефикасно и суштински, пошто ќе бараме решение само паушално. Така да мора да сме свесни и институциите сами пред себе да си признаат, затоа што имаат они причини, јас ги разбирам нивните причини заради непостапување, немање на услови, немаат возило, како да оди социјален работник на увид, да речеме кај некоја жртва, кога нема возило од Центарот за социјални работи, пример, или има едно возило. Мислам, такви банални проблеми личат банално, ама реално мора последиците се многу сериозни. Да. Еве, само да го спомнам ова на крај, со оглед на насилството, на фемицидите, што прави државата? Ги поттикнува. Погледнете ги, постојано говориме за ова на дебатите со невладините организации. Што пишува во учебниците? Улогата на жената секогаш е дефинирана, третирана како мајка, како домаќинка, како слугинка практично на целото семејство. И тоа се тие последици после кои ги гледаме низ билтените кога станува збор за фемицид или семејно насилство. Ако зборуваме и генерално за сликата за насилство во државата, не само за мајки го семејното насилство и родово базираното насилство. Ако се вратиме малце поназад и го гледаме насилството кај младите и меѓуврсничкото насилство кое што се случува и со кое што сме сведоци, исто така последниот период е навистина загрижувачки и застрашувачки, затоа што случаите на насилство од обични тепачки преминаа во свирепо и понижувачко поднесување на децата кон своите врсници, и кон жените. И жени кон жени, но и мажи кон жени. Така да и случаите и на сексуално насилство се навистина во зголемен тренд, особено кај младите, затоа што ние бевме сведоци на случај минатата недела каде што 15 годишно братче ја силувало своето 5 годишна или 13 годишна сестра, ова со 5 годишната беше друго. Ме разбирате, значи збориме за насилство и за родово базирано за семејно насилство и кај младите што е навистина загрижувачки тренд. И тоа само ни укажува на потребата дека ние мора да работиме уште од многу порано. И од основно образование секако, но можеби треба нели да се зборува за тема уште многу порано. А ние што правиме на темава? Ние, значи, во однос на родовите стереотипи кои што ги спомена, тоа навистина стои, затоа што ние живееме во едно патриархално општество, кое што не може да го негираме тоа, затоа што честно исклучоци, супер е, нели, промената и модернизацијата, но корените на општеството е
е такво какво што е. И сега не, тие работи еволуира, не се развива точно, воопшто. и тие работи ние мора да ги промениме, за да можеме да речеме дека ние сме вложиле во младите и во децата и дека сме вложиле да нели изградиме личности кои што утре ден нема да вршат насилство, затоа што кај нас во Законот за основно образование пратениците го сменија, го исклучија терминот на родова еднаквост, воопшто не постои тој термин, го исклучија некои основи за дискриминација, а прашањето на семејно, односно на родово базирано насилство е прашање на дискриминација. Така да тука можеме да ја согледаме и коренот на проблемот. Коренот на проблемот, ако збориме за однос на младите, е образованието. Ние мора да вложиме тука многу во однос на ова прашање, затоа што гледаме дека бројките и статистиката ни кажува дека тоа е неопходно, затоа што бројот на престапници на деца во судир со законот се повеќе расне, а се повеќе загрижувачки тоа што и овие случаи се случаи на родово базирано насилство. Се разбира. И инсистирањето дека се европеизира и демократизира државата преку и не само законодавството, европското законодавство, туку се инсистира и дека се имплементира, тоа не е точно. Ова се доказите за кои говорите дека пратениците конечно ги изврлија родовата, односно терминот го изврлија родова еднаквост. Да, и мора да се истакне дека во надзорната расправа собрание што исто така многу интересно, не присуствуваше ниту еден пратеник двата дена кога се одвиваше надзорната расправа, значи беа присутни само пратенички, а мора да истакне дека ова не е женски проблем, ова не е женско прашање, ова е прашање на општеството, ова е прашање на институционална одговорност и ова е прашање кое што значи спасување на човечки животи и е прашање на мажите, јас би рекла повеќе отколку што е прашање кое што ги засега жените. Да. Се враќаме во мрачниот среден век. Очигледно државава наместо онака како што ја убедува и уверува јавноста дека се демократизира и чекори кон Европската унија преку реформи. Тоа се апелите на интелектуалната јавност, на невладините организации, активистките како што сте вие. Точно, затоа што ако ги гледаме реалноста со која што се соочуваме, тогаш да, апсолутно. Да. Благодарам што бевте гости. Ви благодарам на поканата. Благодарам што не гледавте, пријатно.